hadisot na Ebu Hurajra, koji go prenesува Imam Malik i drugите, velit prateniku sallallahu alaihi wasallam, ako jedan rob na Allah musliman zema abdes i go mijet liceto, so toa mu se čisti sekoj grev što gledal со своите очи заедно со водата што капит од лицето. После вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем продолжи: кога ќе ги миет рацете, излегува или се чисти со тој секој грев кој го правил со своите раце. Или со последната капка, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што течи од неговите раце, му се чистат сите гревови што ги има правено со неговите раце. Па кога ќе ги мие нозете, му се чистат сите гревови што ги правил што ги направил со своите нозе, со тоа вода што капит од нозете. Или пак со последната капка што течи од нозе, му се чистат сите гревови што ги има правено со своите нозе. Се додека вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем да остане чист од гревовите, од малите гревови. Во друг ривајет од Абдуллах ас-Санабихи вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, кога ќе ја мие устата, му се чисти секој грев што го направил со устата и со јазика. Вели потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем, а кога ќе го чисти носот, му се чисти вели секој грев што го направил со носот. А кога ќе зема мест на косата, му се чисти секој грев од својата коса, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, се додека да се чистат гревовите и да излегуваат и од твоите ушки. Колку голем благодат од Аллах субханаху ва таала. Од абдестот те спремат, те чисти, за кога да влегнеш во намазот да си чист потполно од гревовите.